Здраво на сите, јас сум Борјан, ова е Марко. Наш денесен гостин Димитар Стојановски. Димитар, представи се. Добро ве најдов пред се. Име и презиме. Број на лична карта, матичен број. Пасош, нов, стар, северна, јужна, која? Димитар, ти си од Прилеп. Живееш у Германија моментално, више од 2-3 Моментално, години. да. До кога не се знај. Така. Не сме за секој таму. Карл, како си изговара ова? Карлсруhe. Карлсруе. Карлсруе? Добро, Тоа е понивно, пошто некои букви ги пишува, ама не ги чита. Више од Не 2-3 ги години си изговара. таму. Па официјално преселен 2 години, а претходно знаеш како гостин. Гастарбајтерски. Не бе. Да, па гест по месец, по 2, по 2 недели, по 3, Во зависи истото кога место како. или и на друго место пред тоа? Прв гест Па- по кога ден? Прв геспот ми беше во Шведска, во Малме. Имам После, одено да? Шведска, Данска, Франција, Австрија, Германија, тука тој регион. На геспот се овие места си да што ги спомна. Да. Чекај да почнеме од почеток, како што си почињаме. Малце рипнавме, геспот е добра тема за понатаму. Само пази како збориш брат, затоа што џудиста бил на Не, времето. да. Па тоа. 7 пати државен првак, така Не, да светски кажа преска. пази брат да не Да не да лутниме нешто, пак нешто. еве да не ти се сгрешиме. извиниме уште од старт, ако нешто Да се кажеме оградиме. вакво, да. Нема. Се оградуваме од се што ќе кажеме. Јас само Така се да. надевам дека нема нешто да треснам друго што Таман работи да биде. знаеш сето. Ќе го лик- потенцираме тоа. Да. Ајде спомнавме џудо. Дај малце за Па Еве, кога почнеме Џудо. од твоето детство, сето тоа образование. Добро, прв спорт ми беше карате, уствари, Така? ама одев само 2-3 месеци и толку. Не ме фасцинира нешто, не се пронајдов. Па после тоа почнав на џудо и како што влегов в сала, 15 години ги... На 15 си почнал џудо. Не, бев второ одделение, баш мал, колку иди, 8. А 15 си вежбал? Да, 15 години тренирав, исто такмичар бев. Светски првак. Не, далеко од тоа. Нели кажа преска. Не, тоа беше еден лапсус за интервју вака, па се надевам нема и на ова да се Добра, забележи. 7-кратен државен првак. Па, Тогаш си цртал мислам ли дека беа тогаш? 7 пати, да. Цртав од секош, исто од мал го посетував, не знам дали си го слушнал Битолски Монмартр. Да. А, Цртачка школа. Да, сега јас пошто од Прилеп, тогаш бев помал, бев така трето, четврто одделение, одев 2 пати неделно, цртав таму директно, пошто цртежи што му имав пратено претходно, не верува дека на таа возраст Е возможно да, дека е возможно на таа возраст да се црта нешто такво. И сега баш е интересно дека од Прилеп М. и ми дадоја тема, пошто таму одев да ги цртам цртеживе и, знаеш, пример не ми е завршено, одам другата недела пак да си направам прогрес. И тема ми дадоја дека од Прилеп да цртам тутунари, кај шо бера, кај шо нижа, знаеш, да го опфатам тој процес. И на 9 години бев 9-то место после на тоа церемонијата што ја прават за плакети доделување. Браво. И то беше, знаеш, то од 100 и нешто држави имаш учесници, не знам точно. Ама јас имам слушнато, некој ми кажа, можеш да претпоставиш кој, дека и татко ти се бавил со уметност, а и Да, дедо ти. И дедо ти Па исто. по фамилиарна историја да речам и дедо ми Со сликарство? па не аматерско, знаеш, ништо официјално дека биле сликари или да се занимавале професионално со тоа, туку само за своја душа да речам, само за нив. Никогаш не навлегле во тоа по-професионално да заработува од тоа или нешто слично. Значи љубовта ти е првично таму. Да, Кон и не уметност. само дедо ми, татко ми, туку и општо и од женскава страна исто се талентирани за цртање, али никој не се насочил кон тоа, дури и јас до 23 години, Кога си така почнал со 22 години. дедовирање? Да, До пред 10. почнав, мислам јас си цртав од секојаш, ама никош не се насочив пример да се школувам на таа. Немаш средно уметничко, немаш ликовна Немам академија. ништо, да. Само Дури ко стаса, ко дојде ред да се запишам на факултет, кој факултет?
сите ми викаа зошто не ликовна академија, знаеш. Добро. Али пошто нема некоја перспектива со сликарство да живееш, секогаш велев шо ако се запишам на ликовна академија како ќе живеем од тоа. И немав интерес некој, па пробав на полициска академија. Овде во Идризово. Така. И заврши не, се запишав вонредно. И тогаш не знам точно како беше, ама требаше да ако си вонредно не можеш да посетуваш настава. Не сите часови може да ги посетуваш, не сите предмети, туку само некој што ќе дозволи професорот. Да. И требаше полагање одиш. Да, и требаше ако одиш на некоја настава да одиш пример од сабајле 2 часа, па имаш 3-4 сати, па на одручек пак, така нешто. И јас искрено тоаш и не бев многу фан да се преселам од Прилеп и реков не е ова за мене. Ова е пред тетовирањето, така, пред... Да. Не ти вредела жртвата на патување од Прилеп до Скопје за да, нешто што фактички не ти требаше било... да дојдам да живеем во Скопје, а да патувам од студентски или од стан негде од Скопје до Идризово секој ден. И тоа е... Што и не е А малце. тоа ти е како Прилеп Битола и се реков, емче се преселам, емче патувам. Многу ми беше тоа и одлучив да се вратам. И второ бисен рок го прашав баш едно другарче, истото на кое што му ја направив првата тетоважа. Таа што имаше певано, чекај, имам запишано датум 29 јуни. Да. Така. Тој се запиша на економски и реков ќе се запишам и јас на економски, пошто на полициска се запишав безбедност и финансиска контрола. Тоа ти беше нешто како сметководител, како теш овие што се инспектори така. финансови. И реков ќе се запишам сметководство, нешто може тоа слично. Таков смер одбрав, али верувај се запишав без некои амбиции, без некои кеф. Go with the flow. Да, реков, ајде, знаеш она да се заврши нешто, да не бидиш од фамилија. Нека е живо и здраво. Да, да не бидиш дека е жив и здрав. Како и многу други. Па почна убо првата година, втората катастрофа, сето паднато. Али истерав некако, завршив. Го заврши? Да. И го завршив. И со економскиот си патувал или си седел студентски во Скопје? Не, економски во Прилеп. Имал Прилеп. Да, Океј, и си бев тука цело време. И тие години дури одев на факултет 5 години, петтата завршив, оти ги завлечкав некои испити. Испити или испити? Испит. И петтата година завршили, тие 5 години воопшто немав идеја што понатаму, дали со факултетот, пошто разбрав и дека треба за да работиш како сметководител после уште 2 години или 3, не знам, да имаш мастер, такви ствари. Не, туку да имаш стаж, како пракса. пракса. Да. Па тек после да положиш испит за сметководител или така за лиценца. Ја реков ништо од тоа, да. Fuck that. И последната година пред да положам, пред да дипломирам, тогаш веќе реков мора да се запрашам што чепрам понатаму и пак си се вратив на тоа, ај да си цртам, да пак да... А наоѓаш ли време Од измеѓу тие цел 5 тој години, процес у да факултетот. си сликаш, да си црташ рекреативно? Па реално дури тренирав джудо сите тие години, јас буквално ретко некогаш да ме натера нешто да си нацртам нешто. И знам само дека дури седев на предавања си ги цртав професори, луѓе, Професорки. други, да. Па добро се рачуна и тоа. Да. Како вика и семинари, и семинарки има. Така. Чека, значи економијата не те привлекла у тој момент толку, туку било само за да Не, запишеш реално, нешто да завршиш. Дури не, Воопшто знаеш, те одиш немало- без кеф, без... Така, да. Ја имам средно економско иначе. Па знаеш тогаш, Да. сметководство, Ништо не знам. статистики таму, не знам ти какви предмети, Не то памтам ништо, сето да. механички го Да, полагав да, колку да. да се положи. Да, И кога ти излегло тетовирањето у пресред? Мислам, си завршил, си сватил дека нема поента тоа, дека треба нешто да правиш. Да одлучиш кон што ќе се усмериш?
И Па каде таа- било тетовирањето тука? Дали уопште ти било на крај на памет како опција дека постои или кој е Ре- моментот? Реално ни на крај памет не ми идеше дека ќе тетовирам некогаш, ниту го имав во предвид земено дека тоа постои како професија или Да, и дека може да се живее од тој такви ствари. Да, воопшто. Знам само не знам точно во кој период тоа беше, дали пред, дали после да почнам да тетовирам, да цртам. Со Борче колегава што е. Боки, поздрав Да. до него. Поздрав до него. Он е доста пред тебе, така. Да, Точно да, доста пред тебе. имаше студио, имаше се и знам дека бараше Апрентис. да, Ти се знаеш со Де- него пред тоа джудо. Значи, Да, го да, да, и спомнам тој е и джудиста, и он е да. джудиста, да. и али тогаш баш имавме баш вака кафе муабет со него и кажа дека бара некој, знаеше дека јас цртам од секогаш. Дечак, Али видимо. да, али јас во тоа време знаеш она кај се ќе тетовирам, јас ќе се Добро, ама нели си видел дека бе Боки обстанува таа професија и како пример? Зашто каде? Зашто не, зашто реално си идел не- со тој став? или тоа реално не мислење? ни имав увид во тоа дека е тоа некоја професија и дека се живее од тоа и дека ако почнам можам тоа да го работам. Воопшто немав идеја како функционира сето тоа. Таа бранша. И Тоа е знаеш, него 2015, ни да сватив напоменам. сериозно, тоа не ни го зедов во предвид и така. Поминаа години, ко завршував веќе со факултето, почнав да цртам и почнаа другариве, знаеш, тогаш веќе ми таа 2015 веќе беше нешто како Преокрет. па не, стануваше баш тогаш многу популарно. тетовирањето? Да, почнаа веќе овие подобри опреми, подобри Па и поквалитетни тетоважи. Да, веќе почна тој реализам да расти, да се прас лики на кожа. И другариве беа најзаслужни за тоа, тие сакаја, знаеш, почнаа сакам да се тетовирам, па каде, па Секогаш кај помага, кого, да. па скапо, па ефтино, знаеш, и ај ти црташ, Пробај да нешто. најдеме опрема, пробај вака така и Чекај, значи, немаш кај Боки отидено како апрентис? не. Не, туку само муабет, он ти го зачнал, ти го ставил главата тетовирањето, другарите ти Да, спомнувале. али тогаш тоа беше многу порано пред јас Аха. да почнам. Тоа беше може и пред факултет да запишам. Значи првично Може уште другарите те средно. набуцкале. Да. И кај мене е така иначе. Така? Не сум те кажал. Па Ивце Иван Андов и не знам Поздрав, кој беше тоа, поздрав до него, да. Ја исто ни на крај памет. Ама он, ајде бе почнеш што. Па Слично, многу слично. Да. Да не знам кој друг тогаш ми спомнуваше. Еве и Дона можеби. Да не беа они. Може да немаше да почнам. Јас сум го имал исто подстве, ама треба некој Си го некојаш да имал, те да. бутне, да. Имаше на некој гостување кажано, може би ќе тетовирам некогаш. Да. Значи си го да, имал јас го имам Сум гледам го исто имал, на некој да. интервју беше на телевизија на нешто. кај жара или. Можно е, да. Ама ни на крај памет дека ќе почнеш. Слично, да. Па буквално јас Работел него, позадина, работел. Да, него ни после- зедов тоа во предвид и како што поминуваа годините, воопшто не сум ни размислувал дека сме правеле за тоа воопшто муавет со. Као него. си ствараш, си правиш манифестација. Тоа е зборот. Си манифестираш. И како било тогаш кога си почнал прва машинка, прва опрема, ти имаш фатено и коел, Па ако не да, грешам, така. го фатив тој период баш со овие долгиви игли што беа, не го немам тој период. Стерилизирање, лемење, тоа го немаш Лемење, фатено? да, тоа не, али тогаш кога почнав, исто немаше опрема, немаше во Македонија од кај да се нарача, знам дека нарачуваја од Бугарија, од Ти од каде Грција, зимаш? јас во тој момент најдов на Facebook од Белград овај татко, Татко опремај. да, Како беше тоа, да вам шарање и да гладко, тоа е опремај да, ги најдов нив на Facebook, тој Со период Дамер работеше. да, тогаш. баш и одев така Србија и исто имаше уште едни, ама не можам да се сетам од Нови Сад. Значи кај нас немало толку избор. Не. Ич, воопшто. Официјален некој нема, мислам, ни ден денеска supplier Па има, ама не знам дали смееме да ги кажуваме, иначе ќе ги поздравам. Да. Зашто не знам дали се Добро, знаеме знаеш, како да, функционира, како функционира. доставата Да не на ги експонираме опрема. толку. И
најдовме машинка. Која ти е прва машинка? Или койл, така? Койл рачно правен, не е некоја машинка купена професионална. Најдовме се сеќаваш на првиот момент. Да, значи буквално најдовме, купивме игли, овие футери како и викаат тие врвчината пластични. За Да, игла да што влага. Да, и Не знам како се. Кертиш валјда, не знам. Па- Не, футер, прв пат слушам за Па футер. не знам, така сум Да, го да, запамтил окей. и јас. И се, знаеш, се што треба, она Збунет си у основно моментот. нешто. Па нека те фаќа како се јаше те фаќа па нека. Па не, реално немав немав Не го некој слушаш, ме Сечете. задева малку. Марко, джудо, 7 години. Држам правак. Ос. Не, тоа е на На карате. Да. Добро. Немав некоја трема, пошто имав малце самодоверба дека Црташ. знаеш, Да. знам да цртам, како и да може нема технички да биде изработено нешто професионално, али знам дека ако цртам лик, че личи на имаш тој осетот. лик, да. Да, пак. Имаш основа, И- имаш база. Да, и така почна првата тетоважа, после знаеш, другар, па од еден на друг, знаеш, најдобриот маркетинг е така. Така. Човек на И човек. да, Си работел дома, претпоставувам, тој прв Да. период. па како и многу, знаеш, немаш услови, Нема немаш кај. опрема, немаш финанси да вложиш во нешто одма. Добро, сепак не си бил вработен кај некој и да работиш Не, во не. некој студио, туку првиот дејт со тетовирањето ти било дома. И првиот Точно. дейт. Многу добро. Да, така беше и од почеток ми беше како цел прво да научам, да видам дали ќе ми оди А во си учел општо. со самиот процес, уствари. Да, учев буквално сам Секојдневно, да. и до ден денеска никогаш сум разменил со некои искуства и Искуства, мислења, али никогаш никој не ми покажа или од YouTube нешто ако сум Од YouTube, гледал. Никогаш не бев негде појден да видам друг како работи, освен што Освен Боки. собрав искуство. Нели си одел или не? Па, Не си огледал толку Не, онака? имав пример појдено неколку пати така во посета, знаеш. Значи как и тетовирал тогаш кај поздравив Да. на него. Па мислам дека Тетовирал во години или кога се почнати, че излажам, не знам, али тука негде Тука близко негде се си. со Боки. Добро, и ти текнува тогаш ги правиш првите татуажи искуства со артистите менувавте и че ги видиш што направив. Па Или немав многу комуникација тогаш на почетоко. после тоа си имате. Пошто и самиот сакав да видам чекај дали ќе Да, личи да, на да. нешто, дали ќе знам, дали ќе Тогаш Facebook како маркетинг единствена опција, така? Да, Facebook немаше Инстаграм. Можно е да имало Инстаграм 2015, Имало Инстаграм, ама не било имаше, на брат. тоа ниво како сегаш. Имаш. Па Можда не на прелон, иначе реално Инстаграм само на имаш. Facebook имаш и знам тогаш некои артисти имав најдено на Facebook од Србија М. и Ти текнува кој са? Ако сакаш да па испомнеш. знам дека прв и нешто што се фасцинирав Слободан дека е Пепич, да не? возможно да се истетовира беше Пепич. Само што го спомнам. Да, и само тој ми беше нешто вака како нешто вау, дека леле И на вако наши вре- простори такво нешто се Да, прави. не, воопшто не ни знаев дека такво нешто е возможно на кожа да се изработи. И реално долго време ми беше то репер како кон што треба да целам, Да, кон, да. кон кој квалитет треба да целам. И така се одвиваше почетокот, да речем. Добро, првите тетоважи ти текнува малецки биле или брзо си почнал со реализам да работиш кога што работиш ден денеска. Пример, ја моите 5-6 месеци ја дали една реалистична имав. Јас справив све малецки. Ти што е според да ти кажувам, Искрено почнав многу брзо со слики Така. ради тоа што имав многу сигурно со себе. е, И доверба од клиентите, од другарите. имав Тоа е доверба од стабилно, другарите, од познаници, од прилеп што се знаеме деца што Тоа е видеа, многу знаеш Диме позитивно, почнал да да. тетовира, па и реално можам да кажам дека сум благодарен што така Да не биле што они сум имал реално. доверба. Да. Ти не беше другара, имав доверба во тебе. Стоко. Па ја више бев тетовирав тогаш, не е дека бев почетник. Линиски, па окей. Ма ако година и пол две Како тетовирав, ја не година беше ден. година. Немлес беше многу кратко.
На сам старт беше универзитет, фатив на Ама сам старт. пак, не, бе, сега дека врска немам па и... Добро, немаше тие- врска, брат, реално Тие немаше тетоважи врска. не беа на некој ниво да биде Ама- некој сиреализам, Абе, ми ама дојаза малецките точи, ја така се упознав со него, Така, клиент да, ми и беше. после да ми кажа. Правевме после тоа почнеме со поголеми, со реалистични. Да, па прва реалисти... Тоа Не, сакам не, да кажам. не прва, Една туку од прва првите. посериозна ми е Да. подлактицата. Затоа сакам да кажам дека имав довар во тебе, иако не Не, бе, бевме така толку е, така блиски е, другари. така е, да. Да, али реално Што е и на, многу и битно. на истиот тој што почна в првата тетоважа, после ми даде целосна доверба, рамо, Да, бе, да, грб, да. дел од Тоа не се грбо. заборава. Памтам првиот портрет исто на него го направив. Така. И најдовме една Експериментално глувче. слика од жена на интернет. И знам дека 12 сати работевме Исто. Така? Колку го правевме? и на крајот Да, од 5 А сати, сега истото за 5 сати ја направи. Да. брат. 5 до 5. реално после 12 сати не знаев ни дали личи тоа на портрет, ни можев да гледам Исто. услови никакви. како што треба. Седнаме пред наскаличките пред студио и Отидовме да јадеме. од Делишо земавме да јадеме и Delicious. бевме као окей, преизморени сме, да се наспиме. Утре со свежи да, да, очи да. ќе се јавиме и ќе ќе урламе колку е добра. Да, исто Буквално ни, беше значи тоа не момент. можев Што после ќе? Ќе урламе колку е добра. Не ќе размислиме дали е добра. Не бев толку сигурен. ама. Затоа не сум долги се. Да. реално после сесија од 12 сати на очи не ти се гледа ништо, а ама не ни размислуваш како што треба. Да. И- Местото Некојаш течено, ја, еве, не знам. услови никакви, светлина никаква. Некојаш подобро ми е еве, и ден денес кога работам и да мислам дека е готова, да оставам малце да пауза, да размислам убаво, да видам со свежи очи. Да, Или па дури реално некојаш и да сликнеш, па да си ја видиш на телефон, некојаш не ја гледаш како што треба. точно. Или да се оддалечиш, да видиш Тоа е и оддалеку. препорачливо кога ќе се цртаа портрети Много да пакуваха ја. Многу паку платно. да направиш пауза, да Да, смениш да. перспектива Да, малце, да. да одмориш, да па да видиш како изгледа. Да си најдеш некој мани, некој Мани секојаш има. Треба Да. знаеш и кога е доста, мислам дека. Да, оти, А тоа е ако исто се претера, Премногу детали, особено и у тетовирање, и ќе се оштети кожата и ќе озбуни дизајнот. Да. Нема толку читка да биде. Може да преидеме малце понатаму сега? Тетовираше дома и предпоставувам од тој круг на пријатели што Да, доаѓале па те поддржувале, реално се и зголемил и бројот на клиенти веројатно. па и реално сега- Прилеп е, знаеш, помало место, брзо се разбира и во тие 2 години се дури не отвори своје студио, 2 или 3, така нешто, не се сеќавам точно. На 2-3 години имаш отворено твое студио? На 2-3 години тетовирање? Да. И прво на 2 години од кога почнав да тетовирам, немав своје студио, почнав да работам во Шведска како гест артист, знаеш. Тоа е 2017. Така му доаѓа. Така мислам 2017 почеток. Да збориме за Геспот прво искуство. Ајде, продолжиме да се вратиме малце после. Па тоа ми беше прво искуство како надвор од држава да Уствари, излезеш да гостуваш негде. Тогаш ти е прв пат и со колега да работиш. Така? Да, Прво искуство и од тој аспект е. да. И тоа не е едно и од прашањата да споредиш еве сега сега си резидент у Германија, стален, да не користиме На толку македонски. англицизми, да. Да споредиш, не знам дали те прекинав, извини, да споредиш клиентелата, колегите, менталитетот таму тука. Па многу е поразлично. Мислам за некои работи е многу различно, има и сличности, али генерално земено нашиот дел како артисти што го правиме ти е сегде исти. Ти си имаш свој начин на работа, свој сетап, свој тертип, што вика и Дали ти било јас гледам кај мене секогаш кога идеш на Геспот на ново место, првите ден-два ти е малце проблем додека се навикнеш, нова средина, да. ново се. Не знаеш ништо кај има. замисли само ламбата ти ја смена што е над тебе ти е Абе се, брат. Ти различно. менува, навикнат си. Да, И малце паника те нови фаќа. луѓе, ново место, нормално Нова е тоа. енергија. Не си у комфорт зона, излагаш од комфорт зона уствари. Па некои артисти и реално и заради тој не ода по гостување или Да, по ама конвенции. многу може да се научи од гостување и од Да. конвенција. И да разме искуства и познанства и се. Посебно на конвенција некои
многу тешко се адаптира, Да. пошто се навикнати во своја комфорт зона, а таму знаеш немаш услови. Галама, луѓе, треба да се покажеш, фокусиран. Па некој што има и појче трема, па Да, конвенција. знаеш, Не не е е секој за тоа за меѓународ. секого, да. Од тој аспект не сме го разговарале на емисија. Така е. Да, знам, имам видено баш по Инстаграмов или по Фейсбук порано многу што споделувале како своја приказна зошто Не одат. не ода по конвенции, пример доста познати артисти не ода по конвенции заради што тешко му е да излезе од своја комфорт Ма зона. така ти било и од джудото, памтеш? Да, друго исто, е тренинг, друго е кога идеш на надпревар. Да. Притисок, Па реално може очекување, и тие мене ми помогна тоа во живото што сум модел по надпревари Лесно во ти било джудо за да конвенции. совладам И за трема Да, на да. конвенции. Да. Али пак ќе речем не е за секого тој и не секој се пронајдува. Убава трема е таа. Не знам еве кој слушав сега дали беа стендап комичари, дали не, Андреј од ДНК ми кажуваше, поздрав до него. Значи, колку настапи имале ДНК? 5000, така? Од прилика, лупам. Андреј ми вика, денес имам трема на секој настап. И 50 луѓе, да си имам трема. Значи, таа трема може да убава и природна. Си го имаш од тебе тоа. Панчо може да нема, не знам. Ама Андреј, вика, Добро, денес секогаш минимална постои- доза на трема, а толку настапи, толку така ја мислев дека се они најопуштени и дека има као да пијат кафе и да идат на концерт. Вика, не многу трема имам пред секој настап. Знаеш што е најголем проблем пред јавен настап? Секогаш постои можноста од јавно Блам, исмејување, недокажување, јавно грешка исмејување. направиш било што. Да се Да, и сопнеш, исто- ќе те снима, ќе исто ти има да, на исто социјални да, мрежи. да. И секогаш постои посебно овие што се јавни личности, звезди, пеачи, артисти. Секогаш, знаеш, некој може да ти изваи нешто од контекст. Било што, да. Нешто Што што е си зборнала не многу си мислел почесто така, во да. последно време, да. Посебно со овие сега шортс што се Бе, джала буба се сопна, падна джала ти текна на TikTok беше фул и TikTokот преплавен од тоа. Да, бе, да. Ко гаджа лед? Не гаѓај мангупе, тај ту. Баш му се слушна и гласот како му звучи без аутотюн. Ајде, тетуираш реализам, многу добро тетуираш реализам. Кажи ми, Еден од подобрите според мене у Македонија. Дали за твоите дизајни одлучуваш инстант или работиш подолго време на дизајнот? Или сето тоа зависи од Па реално би сакал да размислувам подолго време, да се припремам подолго време за некои дизајни, али знаеш како што налага условите, некош зависи и ти колку мора да имаш реагираш брзо. приватно време свое, колку сакаш да вложиш во работата. Некош побрзо решаваш и правиш дизајн, некогаш појче време ти треба, али сакам да имам појче време за дизајните и да имам појче време за припрема отколку за тетуирањето. Пошто како викаат добра припрема е пола работа. Пола работа завршена. А за жал не наоѓаме толку време. Да. Треба. Еве замисли да направиш за истата тематика 2-3 дизајни. Или 5. А место да направиш еден, 100% ќе има боле еден од овие 4-5 нови што си ги направил, ќе биде боле од првиот што си го Да, направил. али и подобро да имаш 5 или 2-3 опции Да. отколку Ама една. немаме, кај? Да. А треба. Еве А секој порано ден тетовираме. имаше едно време кај што знаеш одиме од Сабајлев студио, иди муштеријата, ти објаснува својата идеја, ти тогаш правиш дизајн. Па така го правам јас денес, ти како правиш? Јас того го избегнав, работев така и Прилеп и Германија, Добро, како работиш? али сакам да ги спремам дизајните претходно. А им го покажуваш дизајнот претходно? Не, му го презентирам Дента. ми ја презентира идејата Добро, кој ќе дојде добро, на добро. консултација, Така. спремам дома, иди на сесија, му покажувам што имам направено, Му дали покажеш еден, на сесијата. да, Кој дали ќе- еден дизајн, дали појче опции од истиот дизајн, нешто. И така ми вроди со поголем, со подобар резултат работата отколку Да, да го тоа е спремам. од една страна попозитивно зашто си кога го правиш дизајнот си сам пофокусиран и понака не ти диша никој на врат, ама ја го разбирам и тоа е убаво е, само што ја го гледам од со друг аспект тоа
го правам дента на тетовирањето зашто малце добивам на време, ако случај правам нешто грешно у дизајнот, тука е клиентот ме гледа, ќе ми каже у старт не продолжувај со ова што го правиш. Да, има предности. Која у мене ќе ми го гледа секој потек и ќе ме поправи ако треба. Да, и пример, не ти е може дупла како работа. Што ако си правил дизајн, добро, тоа си е твое. Што ако си правил дизајн, зашто ми се десило 2 сати дома, доаѓаш му го покаже, не ми свија. Аз си го правил. Да, си се вложил онака фул. Да, а вака до тебе, друже, пресечи му што старт со секој потек што го правам. Ако не ти свиѓа тоа. Доста пати ми се случува то да потрошам 2-3 сати припремање дизајни кој ќе дојди муштеријата на сесија да речи дека сосем друго нешто сака, Да, али па тоа ти зборам, да. тогаш трошам време пред сесијата или дел од сесијата за да му правам нов дизајн. Така е. И сега тоа време што сум го потрошил приватно Ти изгубено. дома ми е изгубено, не можам тоа да го наплатам, Не. ми е баш потрошено време џабе. Али ако биди се во ред, мене ми е подобро така. Нормално. Ама се дешава и да не ве добрат. Пошто замисли некогаш трошам по 2 сати, по 3 сати само да најдам добри слики Да, кои што да, можам да, да ги да, скомбинирам, а кој ќе припремам дизајн во истиот ден кој ќе се тетовира клиенто. Ма и изморен си поише, значи треба да се Знаеш фокусирам како имаш да работиш. ограничено време, пример пола сат, не можеш да потрошиш 2-3 сати од сесијата за да припремиш толку добар Можеш, ама дизајн. ќе се исцрпиш. Да, ама и тешко е да му се објасни на муштеријата, па знаеш че речи се влечкаш. Чекај, како мислиш, у која смисла дека се наплаќа таму и времето трошење на дизајн, на пример 3 сати ако го правиш? Се реално Губиш од продуктивното време, пример Да. 12 сати ако тетовираш, ако више било спремен дизајнот за да почнете, не може да допаѓа и ти губиш од тие 12-3 сати за да го коригираш. Да, и наидуваш на проблеми со нив, 3 сати, знаеш, Да, и оно чекува трошиш да време за дизајно, нема да стасаме во една сесија, може да му ја изработиш тетоважата, па ќе треба да плаќа втора сесија и заради тоа, затоа велам има и предности и недостатоци Така. на секој на било каков начин да функционираш. Али и тоа е индивидуално, за мене тоа се има покажано дека е попродуктивно, за некој поинаку и секој различно. Работиш по 12 сати како што знам дневно. Па Не, бе, колку ти е сесија? не, реално Не, бе, под лактица колку ти е од една страна? 6 Па до не. 7, така? не 8-9 сати ми е така некој просек, али никогаш не сум вратил некој клиент ако работам 8-9 и да речем уморен сум, а да има уште за 1 сат. Ќе стегнеш, Да. бе. Некогаш порано, некогаш за Да, 6 ќе завршиш, да, ама некогаш за 12. Знаеш, во нашава работа не можеш Така. да имаш едно работно време и да речиш готово помина 8 сати, стануваме до кај што сме до тук. Администрација. Да. Мислам ти можеш, али не Не, фер ќе треба да заздрави, да чекаш да заздрави, па немаш добра слика, после Да, па ти не е хил, начин. па вакво. а и многу И тука си фокусиран, ќе искочиш од зона, уцртан си, следам па друг вајб може да ќе се тоа. Да, и многу не свајча дека и ние сакаме да ја завршиме. Да, за да си ја постираме ако да е ја добра сликаш, слика, да ја така е, снимаш, да. Така е. Ти како артист нормално сакаш да ја завршиш и шо подобро и шо пократко, пошто Нормално тоа е оди во приватен корист живот. на клиенто, иначе тој колку поиќе сати, толку поиќе болка е твоја за него. корист. Добро и твоја корист, ќе се Приватен посветиш живот, на така приватен ствари. Да. живот. Имаш жена и 2 дечиња. Да. Кажи ми дали и колку ти се поддршка во работава? Па и И поддршка и мотивација. мотивација ми се најголема нормално. Колку е битно тоа? Па многу, јас искрено отко сум со жена и со 2 деца, ми е буквално сменет живото и начинот на кој што живеам. Слободно време немам многу ради работата, али мораш еден период да бираш едно, друг период друго, да се насочуваш како Баланс. што да правиш баланс меѓу едното и другото. Дали имаш некоја татуажа што би сакал да ја направиш, но никогаш не си имал можност или време за неа? Малце адхок. Па има многу. И како, дали мислиш дека, еве јас сум правил до сега многу вана дус, ама не праќаат баш како што треба. Не се толку отворени клиентите за тоа.
Па реално јас немам некои спремани дизајни многу што можам да ги нудам, пошто не трошам време на Сакаш да работиш реализам? дизајни. Да. Има уште многу работи што ги немам истетовирано и што би сакал нормално големи проекти. Што ти е омилено нешто да правиш од реализам? Портрети, филмски, Па, глумци, карактери, херои. Се што е реализам ми е... Не, едно ако мора да одбереш. Да ти дое утре клиент, Сегде ќе шо да ти има дое утре фаца, клиент да ќе ти шо има каже што сакаш да правиш, што сакаш што да има правиш, што ќе правиш портрет. некој надреализам исто, знаеш, Така. комбинирани фаци, такви работи. Тоа е нешто што мислам дека ме привлекува најмногу, али знаеш, реализам е широк спектар на слики, Можности, што на како да се да. направи. Користил ли AI за дизајн? Можда Како користат, идеја. кај знаеш. Користам и доста Користат многу артисти. Да, доста помага. Посебно мислам дека од кој излезе вештачката интелигенција се сменија малце тетоважите со лавој. Претходно беа три слики на интернет и мислам дека кај да појдеш во светов, ако видиш некој со лав, е тој Едни од трите. и илјадници има со Меченки истата имаат слика. Да. тоа. А од кој излезе вештачкава интелигенција, излегоа малце Која подруги апликација слики. користиш? Оваа како си каше Рембрандт? Не, имаше една Рембрандт. користам појче, дури не ги ни памтам да ти кажам кој како Да, се помага, сум ги помага. пробувал. Неам појчето, пробан али- искрено, ама мислам дека помага. А некој многу грдо излегува што не ти користи. Нешто барем А и позадина, нешто ќе ти Да, а помогне. и од Pinterest да симнуваш, сето е појчето дизајни се веќе генерирани од AI. Тоа баш гледав еден подкаст на Пол Бут. И он има, ако пишеш, поздрав на него, ќе гледа подкастов сигурно. Он Може имал, ако пишеш на некој AI, таа непознатата, не знам како сика, ако пишеш make me design of a podcast in Paul Booth style, ќе ти го направи негов стил на цртање. И баш неговото, зашо он е еден од OG со тетовирање, нели, нормално, не хардкор ептен. И он баш неговото мислење за AI беше као, окей, го поддржувам тоа и затоа има негова палета дозволил негов стил да се користи. Само тоа да не биде копи-пасте, сега истата што ти дала AI, да ја нацрташ, пак да биде од твој стил, да ја искористиш. Зашо како и да е ние фотографии пред таа што ги користиме, не се наши, не сме ги направиле, тие ги инкорпорираме, како се зборче, не знам дали окажа тоа. Го правиш од твој стил, нешто менуваш, нешто додаваш. Така да се е тоа кул според мене и го делам неговото мислење. Па добро, ако го немаш тоа твоето што би го дал малце, сите Помоше, тоа би биле алатка ти е. исти. Алатка ти е AI. Да, али Да, не би се разликувале едни од други ако користиме сите од ако Така е, користиме. ама еве, AI да не беше. Кај ќе најдеш ти фотографија, да речеме, прасе со врат на жирафа? Нема да најдеш. Ова ќе ти го Реално направи многу- многу природно, ќе ти го направи многу и со сенки и се како што треба. Ти после можеш да си го измениш, ама ти дава добра база за дизајн. реално ретки се и многу малце тие што сами креира дизајни. Да. Тоа одзема многу време и не знам ни колку исплатливо. Има артисти што и директно цртаа на кожа, али рачуни за да направиш ти некој реализам на кожа директно, колку време ќе ти одземи само фломастери, цртање, обележување Има и колку е тоа некој исплатливо, да. Ево, Ама вали овој- тоа више си кога навлезеш у тоа ти е више Секој времето ден. што би го губел на таблет да Ама- правиш да дона он директно вајда. Едино има една ситна негативна работа за AI според мене да се пази фотографијата што се користи. Јас имав налетано пред некој време на фотографија од Клеопатра со две леви раце. Значи две добро леви, има знае да има 6 две прсти. леви, да, ете да. така. 4. Ако не го приметиш тоа, ако го Да. залепиш, ако го истетовираш, ти си истетовирал Клеопатра со две леви дланки. од мацове руп. Али реално не не само и размислува толку многу, не е само валја. и на такви слики. Јас имам Проверувајте сретнато ги и дизајните. знаеш оние кои ќе ги правиме некои класични тетоважи, сат, компас, Океј, такви океј, работи. добро. Обично ако треба да ги ротираш или флип, Океј. да му направиш или готови дизајни на интернет, ако симниш или слики, има место 12 бројки 13
или 2 пати е 12 На или AI збориш? не и други дизајни. Доста сум сретнувал Па тие се од AI вале извадени. и цртани и Да, треба да се проверува како да е референцата што Да. се користи. Зашо ја баш ова го среднав. или му правиш флип, бројките иде обратно, некој не Да, го приметува, да. то така ги Да, црта да, да. сатов Добро однапако. го Добро гледало, ќе ти гледало. биде точно. Да. Така е. Он има таква тоа го гледало, само му се чита. Си велам не е сат. И немаш саат. Немам. Маца се навратиме, мислам дека не посветивме доволно муавет на почетоците на првото студио. Ајде. Процесот на од тетовирање дома како се префрлаш во првото студио твое? Па Што те натера да не продолжиш дома, туку да отвориш студио? Па реално тетовирањето дома и во студио е многу различно. И не е начин да се работи дома, освен ако имаш деловен простор во куќа, во нешто за да го приспособиш да биде баш студио. Али реално јас не би сакал од тоа искуство што го имав, што работев дома, да имам деловен простор, не би сакал да е тук. Пошто сакам да разделам Дома и работа. дома и работа, што се вика на сабај леко че излезеш да речам одам на работа, а не да ти биде и работа и дома и да не знаеш кога си на работа, кога си дома, или да ти се претерува пола град или и од Дома други да те градови гледа. луѓе што не ги ни знаеш, прв пат ги гледаш низ дома. И прво заминав на гостување во Шведска, па кога се вратив, тоа беше после 2 години од кога почнав да тетовирам. Па отворив свое студио, мало студио за еден артист, не работев никогаш со некој заедно Да, или како приватно студио. Да. И па негде 4 години или 5 години така нешто имав свое студио пред да одлучам да се преселам во Германија. Но не е за секогаш тоа. Па немам намера за секош да останам таму. Пак планирам да се вратам и да си работам овде, али ајде некој период од животот да речам дека сум работел, сум живеел, знаеш, да смениш малце средина. Како ти е таму? Па за работата е супер, али на тој живот таму не сум голем фан. Добра, поубаво ти е кога си сам во студио, кога си ете приватно студио или поинтересно ти е со колеги? Интересно е со колеги, нормално. Јас сакам и кога работев сам во студиото, пак идеја другари, пријатели, нешто се Да, поседуваше да. малце да има забава, да има да се зборува, да не биде она мртва тишина, да пошто во Не, има некој сакаат мртва тишина артист. Не, јас не можам да работам. Јас ако ништо друго, барем телевизор, музика, нешто да свири, јас и дури учев, дури студирав во тој период, дури се школував, јас никош не учев да седнам во соба настрана во тишина да учам, туку секош во галама, во телевизор да работи, или че ни дојде, пример, гости дома, знаеш, пријатели, нешто роднини, јас седев со нив, си правев муабет и од време на време си прочитам нешто. Никош не сум можел да учам во тишина или да работам, да цртам во тишина. Единствено само што можам да се задлабочам кога ќе почнам да цртам или да тетовирам и да не направам пауза 3-4 сати. Кога тетовираш, да? Да. Се десило и по 4 сати не преш? Па да, се заборавам едноставно дека Во процесот си влезем. дека си уморен, дека си укочен во една положба и Ама слушаш и подкасти? да, Кој подкасти ги слушаш? овој подкаст го слушам и многу други. Тоа ми е каква како музика слушаш дел дека од работа. тетовираш? Каква музика те релаксира? Па секаква, единствено што не слушам е некои онакви heavy metal, некои такви музики, тоа Да, не да, можам да, да го да, да. слушам. Иначе се друго слушам. Мене и на техно ми е проблем да работам. Техното ме забрзува малце, побрзо Работиш и на работам. техно, тетовираш и на техно? Ако сакам да забрзам, Да, пуштам после така. осмиот Много ми е сат, проблем, чекам мислам малце. окей, поштувам техно, а не можам да работам на техно. Добро се да не биде премногу гласно, а иначе можам да работам, али ако е премногу гласно да те Те забрзува ти влијае, мислиш подсвесно тоа?
Па реално да, не знам дали имаш пробано, ама Немам зашто не сум можел ни 2 минути, ако пробај и да ќе видиш проверам. дека влегуваш во ритам со Жити се. да, Ајде, пошто ќе е пробам. репетирачки се повторува цело време истиот ритам во подолго време и мислам дека влегуваш и ти во ритам и едно време ќе се сетиш дека почнуваш да Брзо да работиш. да брзаш, да. Кој е твојот процес на еве секој навијато како е те? Ајде. Работа Значи, дома Од колку работа. почнуваш со сесија за дизајнот кажа го правиш претежно пред тоа? Да. Кога почнува сесијата? 10, 11? Не, почнувам порано, Да? почнувам од 9, 8:30, 9. Некош завршувам во 7, некош во 6, некош шо во 5, машинка некош во работиш? 8:30, зависи шо. Со шо машинка работиш? Кои ти се омилени игли ако сакаш да спомињаш брендови? Да, после првата машинка, да речем, таа беше самоделски коил. Имав пробано со други машинки, имав пробано со како се викаше, ја заборавам, Dragonfly. Имав пробано со незе, беше доста добра машинка, али после си купив Cheyenne Pen и можам да ти кажам дека На таа си ден денес? до пред неколку месеци работев само со незе. Така? Black and Grey, А и колор имаш работено порано поише, сега не знам колку... Не, сега сум чат пат си поише фрлаш насочен нешта, кон Black and Grey. Ама она со Mike Tyson да важат и такви ствари тој период. Не, зашто не те привлекува колор како што те привлекува Black and Grey? Искрено поише уживам во колор реализам, али Не форсираш толку, искрено. Да, дали се навикнав и влегов во комфорт зона со Black and Grey поише, па се насочив кон тоа и сакам. Добро, значи се уште уживам во колор реализам, да. Не е дека одбивност ти свара. Да. Сакаш и мислам дека ако работам колор реализам ќе бидам подобар отколку со Black and Grey, али па пакирањето ти е добро. Да, али шо знам, уживам вака сега како шо е, па ќе видиме понатаму. А имам предизвици за колор реализам, баш за тоа што ме праша преска. Али Значи пенот од која сега со која машинка? Исто ше? Сега зедов како се викаше? Thunder. Не. Не бе, тоа исто ше. Стигма, шо? Се блокира. Добро, неведно игли. Игли квадрон строго. Така е. Најоштри, најпрецизни ми се. Да. Од FK Irons 1, овој што е машинката, да. Таа ја користам сега од пред неколку месеци, а претходно од 2017 до пред неколку месеци само пен. И како сум пробал во меѓувреме и други машинки, али тоа ми беше златен стандард. Што те натера да промениш? Едноставно па се расипа, имав две, се расипа и двете. И на почеток е чудно кога ја смениш машинка, ти треба кратка адаптација. Неколку реално толку години колку што издржаја тие две машинки, истата машинка, кај други артисти сите кажува дека година две му издржала. Кај мене не ше се квалитетни многу. Па беа, али сега последни некако не сум задоволен, затоа реков че сменам. Со сол нова работа ми. Не знам дали си ја пробав. Да, ги имам пробано многу, али не одлучив и мислам дека сум од последните артисти што се префрлија на безжично работење. Јас уште сум на кабел. Да? Да. Добро, уште ми тежи, земав Sigma Force. Безжично, ама ми тежи некако. Ама како што кажав, сам си го одговорив преска дека му адаптација треба да се месец дена да се навикнеш онака и тоа. Мене најголема бариера за да се префрлам на батерија ми беше што не сум многу досетлив и реков че заборавам да ги полнам батериите. Али добро се снајдувам сега. Ова се една батерија. Да. Ма добро, затоа си имаш две секогаш. Да. За случај да забореш. И баш ја сакам ова машинка сега пошто не е батеријата целосно модулче што се вади, туку од оние зелените батеричиња што се внатре и си клаваш на полнач како од Cheyenne. Така. И си купив такви 4-5 и да заборам таа да ја наполнам. Држи сесија, држи 7-8 сати едно полнење. Така? Сега држа, тоа се со тек на време час, слаба сигурно, али нормално, да. Со користење. И реално 25 евра се две батерии,
Ништо, да. Да, кога е единствено ако се расипи моторот, машинката, доста исплатливо е. Да позборуваме за конвенција, ма се сега одиш за некој месец у Полска на Воротофинг. Да, Таа на доста позната конвенција, втор пат се дешава, мислам дека. да, минатата година сакав, ама ај реков да видам ова година пошто прв пат тогаш се одржуваше. Доста популарна конвенција, баш ќе бидат Да. сите ќе бидат таму. Мислам дека се собра од цел свет. Од цел и свет дека ќе човече, има колку присутно. илјада учесници ќе има? Не знам, али по она Многу, што гледам многу. што објавува, ја не знам во Секој колкава ден по тројца сала, објавуваат. да, во колкава сала месец. ќе нареда штандои за да можа сите да ги собера. Тоа ќе биде страшно. Да, таа е Каде втори, у Полска? втори, трети и четврти мај Каде у Полска? во Познан, во Полска. А, така беше, да. Да, баш ќе биде добро тоа. Што среќа некаде. Фала. Која Ба- категорија ќе се такмичиш? Ги имаш разгледано категориите? Не знам, првично беше договорот, баш правевме договор со Боки. Боки ќе оди? Да, за да одиме да. заедно и да правиме колаборација. Има категорија И- колап, мислам, така? Или не? Да, има. И таа е така е договоров сега за сега, се надевам дека така ќе Аха, тераме еба докре, тоа. пошто е се само проблем направија таму што знаеш тие од парите што се пријавуваме ние ги финансира сите тие награди, пошто ќе има 4 Кола, да, да. 4 да. коли секој ден, мислам, тоест Жинам 3 се. Да. 3 коли секој ден и главна награда за Best of Show мислам дека е SUV, Джип. джип. И Па вие двајца сте само од Македонија. само направија мислам, само пријавени. направија проблем што не можеш да резервираш еден штанд и да работиш колаборација двајца, туку мора Два да штанда. си платите Па двајцата. нема ве собере на еден штан, брат. Многу сам ќе се мали мислам. Епа И нема- ни ветија дека ќе ни ги поврза, дека ќе бидиме еден до друг, па дека ќе можеме да ги поврзиме. Сега Така, како да. ќе биде баш ќе видиме на лице место. Со кола ќе идете? Да, не сме уште договорени точно како, али Значи ќе се враќате со две коли. ќе видиме. Дај Дај Боже, ќе видиме. Се си увита. Не, реално не ми е мотивација да заради колата. Не ми дошло Едноставно дружба. сакам да одам Ќе има многу. и реално сум освојувал награди во мое име, али прв пат се пријавувам сам во своја режија. Мој штанд, Така. Си мој освоила банери, под да. Да, сум одел со други студија, сум освојувал во свое име, ама Под студио. под студио, да. А с прв пат одам во своја режија, со мои Така, банери, така, со така, моја, да речам, под мое име. Така. Супер ќе биде баш. Е сега дали ќе се освои нешто или не ми Не, е мање приоритет, битно, сакам да. едноставно да бидам дел од тоа случување и да си направам своја промоција, дружба, Така. да Колку, 4 да дена разменам ќе биде? некои искуства и така. 4 дена ќе биде? 3. 2, 3 и 4 мај, Така. ако не се лажам, така. Колку е мислам пат беше. до таму си видел? Со кола? Па од овде е 15 далеко, сати али тој период ќе бидам Германија, Не, па па блиско ќе те биде. да, или ќе се оди со кола, А или Боки со како ќе оди? Па Од тука мислам со дека кола? ќе дојди до прво до кај нас, до Аха. кај мене, па од тука ќе одиме или не знам И уште Србија сигурно, доста да. се пријавија, сите срби се пријавија. Се пријавија доста и од нив, не знам точно Мичич кој беа, амбасадор ама- на конвенцијата. Да, Поздрав до Мичич. Поздрав. поздрав до него. Ќе биде добро, до сега си идол на конвенција, искуство. Да. Па реално дури Немаш толку паника. дури тоа што работев, спомнавме, трема. дури одев како гостин во Берлин. Студиово кај што работев имаше начин на работа 4 дена во неделата в студио, Океј. викенд на конвенција. До толку има конвенција у Берлин? Па не, Секој низ викенд? Германија во Да, уствари, да. да, мали имаш градчиња. скоро секој викенд на Конвенција. различни места и тие едноставно не земаја гости за да работа во студио, туку земаја Идат за за на конвенција. конвенција, да. И тоа му Студиото беше ти покрива учество такви се, ствари. учество, И клиентот штанд, пак си плаќа. смештај. Што Да, доаѓа и на конвенција, тоа ти пак си беше земаш тоа беше процент. начин на работа само за пари. Еј, тоа е многу добро уствари. Фактички тие И си шеташ и си се прават 3-4 тима и фајчат 3-4 конвенции на Да, различни места во Германија. И Супер тоа. одиш, работиш баш како робот, знаеш, како на саем, луѓе сака се Таму тетовира, идеш на конвенција, тетовираш 2 шеташ. дена турбо од сабајле до вечер. Строго за заработка за пари.
И Да, ма подобро на конвенција да идеш строго за пари отколку студио монотонија. Пак е убаво. да, али нели? зависи секако ќе поминиш каква ќе биде конвенцијата, дали ќе се исплати дали не. Ма тебе Али гајле, тебе ти е гајле пошто покрива, да, студиото ти да. покрива се. Али тој период дури одев се случуваше пример да бидам Берлин 2 месеци, во 2 месеци да појдам на 8 конвенции. Во 2 месеци на 8 конвенции? Да. И баш е заморно. Па е. Али мислам дека тоа ми даде тренинг да можам за на конвенција поголеми. да се адаптирам лесно. Али не сум бил сега 2 години на конвенција нигде, па ќе видиме како ќе биде. Ајде. Се Чекам, надевам Скопје не дека беше? ќе не. Не. Баш сакав да бидам сега Не на беше ни последнава, тука, ама тогаш ми се роди синчето А, и да, 3-4 месеци. не можев ни пред тоа да дојдам, ни после тоа, баш тогаш на 18 август се роди. Боки беше така? Беше. Да. Шо правеше Боки? Не се сеќавам. Black and Grey на од страна на нога и грбот го покажуваше, зема со Да. грбот. Грбо Второ за место Хилд, да. Хилд, да. Убаво искуство е тоа. Како и да, Убаво е и убаво е што разменуваш искуства, стекнуваш пријателства нови, да, мислам дека тоа појче ама и вреди од... спонзорства може да се убацат Да. таму. Искрено. Сега ова што го правя во Полска со вакви награди е некоја дополнителна мотивација за многу артисти. Страшна конкуренција ќе му. Да, али тоа е Страшно, конкуренција невидена, зависи што ќе Абе, цел цена. свет најквалитетните, ти кажувам, немаш веда. Ти немам пратан. Што? Па конвенција. Ми немаш. И замисли Знаеш што колку, си 1000 артисти? замисли колку ќе му биде 10 тешко категории, на 5 категории, не знам колку има Страшно. ден. тешко колку ќе Ќе му биде на мисли судите. комисијата, Да. Ти пример Многу, да гледаш. зашо првите 3 татуажи ќе бидат сигурно подеднакво квалитетни. Тука е стварна вкус Да. што ќе да. Не само првите 3, туку замисли да. да имаш во една Критериум категорија треба да е- 30 татуажи, од кои што ќе бидат 10 се 3. пекол. Не, Добри е многу. 3 да бидат добри, тоа ти е лесно да одлучиш одма. А сега ти со топ левел Сите се артисти, да, особено конвенција сите се покажуваат дополнително мотивација имаш и да, Да. максимумот го даваш од пример имаш 100 тетоважи во Black and Grey, 100 тетоважи се топ левел. Јај се ти Да. одлучи. И после љутење ќе има од Секако. артистите и Секако настанавата. местенки. Да, и затоа велам не ми е Оствари, иди мотивација толку кола Иди да суди. освам колку да бидам само дел од тоа. Да. Ако топ. Овај пат баш е она битно е да учествуваш, не да победиш. Не бе зашо, па треба да си имаш у тебе верба дека можеби ќе биде Не, нормално не одам како скептик, нормално одам да дам се од себе, ама не ми е тоа нешто да речиш да се разочарам ако не освом нешто. Не знам за Каров дали ќе учествува, се пријави? Да. Да. А Мирко Понти? Мирко Панти. Од кај го знаеш ти Мирко Панти? Омилен ми е. Добро, не сум многу дај да не критикувам, а фан на некој од овие да речам познатиоти. имаш... Сум видел во живо и Да. не е технички ништо толку Имаш добро ли- толку што го представува. Имаш ли 3 светски да наброиш што ти биле пример кога си почнувал артисти? Еве го спомна Слоба. Слободан Пепич. Кој Па ти бил реално онака тој ми репер? е прв што сум го видел Да, од и што сум светски се аспект. фасцинирал. А реално Дали еве би да сакал речам некој да издвоиш, дали уопште сакаш некој да спомнаш на кој си се угледувал? ќе ти Вака, кажам вака сакам реално да тетовирам. само од тие што сум видел во живот е тоа важно за Дајде, здраве. ајде. Еден Што е е многу битно, да, Игор Митренга, им тату. Да, Графити, стил, нешто така. Пекол, да. Од него сум фасциниран пошто сум видел за здраве на тетоважа. Од овај Левген, така се викаше, мислам. И И он е то пољак, мислам дека нешто такво или русин. мислам дека е Оно, украинец. можно, он у Америка работил Love Machine. Да, не знам, ќе те излажам. Да. Од други што ги гледам на Инстаграм нема да коментирам пошто секојаш судам спрема за здраве на тетоважа. Така. Од тие двајца можам да ти кажам пошто баш во студиово кај што работам дојде колекционер на тетоважи. Пример цел ракав има од еден артист, друг ракав од друг артист, цела нога, пример друга во боја од појче артисти комбинирано. Една нога му беше само од еден артист. И на ова што имаше комбинирано во боја, имаше од Игор Митренга тетоважи и од Левген. Стварно технички
убо напакирано, прецизно изработено, без лузни, без Така. значи се како што треба, добар контраст, Ако праша добри дали се бои. навраќале дали повтореле или One Piece? Не. Не навлегов Или тачно толку, да али направиле. како и да правеле, и тоа е дел од Пак, работата, да. битно е за здравеното, да, небитно како. Нормално јас не очекувам и самиот јас нормално е да направам може некош лузна или да преработам некој дел појче од што треба па да не заздрави убо, али ако имаш ти шанса да го поправиш тоа, Зашо не? не е ништо тука сгрешено. На секој може да му се случи, али ти кога видиш тоа важава за здраве на последна година и сето е прецизно до линивче до Као вчера да е правено. Да, тоа е, али и тука помага многу што тој што го видов И негата он ги чува колекционеров на тетоважи да го наречам, имаше кожа Да. како хартија. Бел, беше некој пољак и тој. Бел како тоа е снег, многу битно. мека кожа, уба се гледаше дека лесно има работено Идеална некој тука. површина. Тоа е И колку ги пазал зависи он. Да. Негата. реално и тоа е игра најголема улога, Да, кој ќе да. ми реча некој гледај неубо за здравена или неубо ми е направи некој. Многу е тешко на кожи како што имаме ние овде со толку изложени на сонце да постигнеш ти добар контраст Или колор. да направиш со добар контраст да заздрави убо. Треба да се приспособиш. Јас не го работам истото што го работев во Прилеп и во Германија. Сега работам појче на овој True Grey што е баш Панчо користиш? сиво да изгледа. Панчо користиш? Па користам и панчо и бели и мешано со грејува што различни техники користам за да го постигнам тоа. Али тоа истото не можам да го работам во Македонија. Така да. Освен некој ако дојди да е толку бел како германциве или европјанија, пошто нема реално сонце толку колку овде. И тие се посветли од нас. Пошто овде мораш да се фокусираш појче на црната боја, појче да користиш место бела да користиш кожа боја за да го достигнеш контраст. Може би и вода и такви ствари. Може би, Не знам, јас единствено што Различно пробував на да си го објаснам е зошто овде користев и морав да користам и анестетици и спрејчина и масти. Ја немам нигде устранство анестезија користам. Германија немам. Тука секој втор. Забрането е едно, а и не сум имал потреба. И тука е забрането или не е забрането? Кај е забрането? Овде Со забрането верувам не е дека како забрането со закон, ама нели немаше такви, не смееше. Ваму е со закон, не можеш да или купиш нешто на или црно докаин, да- пример, спрејче. Да. Нема Ама да ти дома прода. некојаш си доаѓа една мачка, не ти се десило устранство во Германија? Да си стаи од дома Не. анестезија? Тека текс нешто такво? Не. Не? Мене многу пати. Што мислиш за тетовирање под анестезија? По тотална анестезија. Не сум фан воопшто, пошто ти велам работам ваму без никакви анестезии, сметам дека воопшто не е потребно. Единствено сега ова ново што го нуда, знаеш, како под целосна анестезија, ама и на тоа не сум фан многу. мислевме, да. Не дека не поддржувам, секој си има своји желби и си знае за него, али од страна на тоа што ризикуваш и кои се последиците од тоа. Мислиш дека има минимален ризик и последици? Да, не ги оправдувам тие средства Потези. за не знам, да не сум доктор, не сум медицинско лице, али Чисто запознаен мислење. сум од тоа кои последици можеш да ги добиеш понатаму и јас велам поарно една недела посвети си на себе и стегни се, добијајте тетоважата што сакаш, отколку така, али тоа е индивидуално А што секој за мислиш себе. за ласерско отстранување на тетоважи? Зашто и тоа има минимален на ризик, колку што сум читал јас? Па истото и за тоа. Слично и тоа. Не можеш да Ако знаеш. размислиш, има жени ве користа и ласерски депилации или епилации, Слично, како и да, вика. да. Тоа е, мислам, истиот начин, истиот ласер, колку е тоа безбедно и корисно, не знам, али јас сум секогаш кон природно како што Добро, да. како што така е. треба. Пошто има ризици не толку чести, али да ризикуваш да си наштетиш себе си. Зашто би? Зошто, да. Би купи пудра онаква, покривај си ги секој ден. Нега да Па, си ствараш ризик.
Добро, треба Има да се сега гледам размислува и нешто пред актуелно, тетоирањето. Што е за- актуелно? Па онакви пудри за мачкање што се. И актериве што ги мачкаат. За тетоважи да ги Кога кожа покриеш? боја, Не ме не пратев се моца. Да ги покриеш тетоважите? Ма тоа ти е до некаде не си избањаш. Или манекинки да покријат Да, тетоважи, такви ствари? Ти ти солуција, ако не кеш на нешто да ти се гледаат. Дома носиш и шо? Имаш ли тетоважи ти на те? Имам. Стварно? На Имам нога? цела Ја нога. мислев немаш, Боки знам нема. Нема, и мислам, јас знам нема, дека да. нема. Јас Ти имаш на нога. ногата ми е скоро цела, не ми е дозавршена. Да. Сакам, не Ја може да мислев немаш, човече. не може да останеш имун на ова, ретко некој да остане имун. Јас сум љубител и на тетоважи, ценам уметност, сакам да имам и на себе. Само овие години никако не најдов време да си посветам себе си, да се нацртам нешто. Трпиш да боли? Трпам, можам ми се чини, пошто сам се Нога тетовирав боли. на ногава. Така? Цела ти ја сам? Да. Добро. Можам и мислам дека лесно би издржал и долги сесии ден за ден и сега не знам друг како е да ме тетовира, че пробам. По-друго е. Мислам дека полесно ќе биде. Ние и ја тврдам дека Пошто полесно, сам- не можам више сам. Сам некој вика полесно, ти ме Не. имаш контрола, Ама ама не си опуштан толку. знаеш Пак како ти ти се те враќа боли, раката. а треба да си нанесуваш уште болка, автоматски телото ти вика запри. М. Не знам то Ерор ко ќе систем. пробам ќе ти кажам. Кажи ми, се осеќаш ли некад како психолог со према клиентите? Секој ден. Ај Германија не толку, пошто немаш толку комуникација со И ти си клиентот, психолог. знаеш, таму појче нема толку друштвен однос, друштвен живот. Природно немаат она да си помуабети или ради Па со јазикот? некој има, јас ценам и сакам да си правам муабет со некој, али таму е друг менталитет, иди Ама и ние слушалките се си и поставуваме, клава. мислам така. И ако идам, ја идам само да си одработам. Не, реално јас сакам си комуницирам, си зборувам со Да, некој да, што да. се таков тип, али појчето ги гледам дека и да си живе во свој свет, си клава слушалки Ми, дојде напред, приморан тоа сум што, и јас да Така бе, така. сега знаеш и то да не биде претерано да ти го одзема вниманието. Али сакам да биде галама, да се зборува, да се смеиш, да Се нормално да. да, исто и в теретана, одиш вежбаш во теретана, таму немаш социализација, Не знам немаш како е тоа. комуникација, Изгледаш- слушалките и сам Не знам. вежбаш, знаеш, јас то Врска не. не можам, навикнат сум да влезеш в теретана, еден сат да се загреваш, да направиш со Исто, сите исто, муабет. исто. Али тоа е различни менталитети. Можеме да разгледаме се едни фотки. На што? Рече дека УФЦ пратиш гем на телефон, ќе ги Имаш префрлам телефон? тука на AirDrop. Марче. Рече дека пратиш УФЦ, Па колку толку и јас. не, сега, не сите тем, овие така да ги е, знам, али поглавни ве пратам. Имам Дешава. најдено неколку фотки од најлоши, не знам дали е правилен збор, ама ајде, посебните товажи на УФЦ фајтери. И чисто да ги прокоментираме. Технички аспект, мислење твое, поставеност, реализација. Тоа е чисто наше мислење, не е дека... И да видиме каков избор имаат атлетичарите, УФЦ фајтерите во оваа Па, ситуација. пошто се работи за јавни личности, уште сега можам да ти кажам дека Дека лош вечина. избор имаат? Да. Ајде ќе видиме. Првиот црна. За се расизме, брат. Тоа е првиот афроамериканец, има 2 лајка на рамото. И што Не знам пишува што му пишува. Нор... Нордсайд. нешто така. Ова е реализам? Да, Добро. хиперреализам е ова. Ајде дале. Ова нема Како име и презиме. како од Мики Маус. Седригаеш дома с full hood, не одзумире да го прочитам. Full hood tattoo body armor. Значи целото тело му е како armor. Па не знам баш. Уф. Добро, треш тетоважи му се. Ова се појче како некои тетоважи од Звездите банди од знаеме зашо се на овие рамото. Војска фазон. што му пишува на врато не Добро, тука Да. не ни можат на ваква кожа само со црна можеш да идеш, не можеш ни толку. Па и реално добар избор Така, направил што само црни тетоважи Да, да. прави. Кај е тука реализам, кај ќе му заздравим него ако нема ја контраст. Ништо. Ајде дале. Ева го знаеме Масвидал. Flying Knee Tattoo. Ова му е која победи, нели, за 4-5 секунди, не знам колку е
Рекорд има поставено за најбрз Да? завршен фајт на УФЦ, да. И кога му влезе одма со колано. Добро, ова му има значењето тоа вашата. Изработката. Технички Добро, нема врска. лошо. И овој го знам. Коди Gardbrands Uneven Sword Face. Ова беше демек. Uneven. Ова друго место фотографијата имам видено. Не му се поврзуваат. Од овде е окей, ама од право ако го гледаш не му се И од тука поврзува. не е окей ако Не му се гледаш. поврзува мечот горе со доле. Се гледа дека од друг агол скроз Од се овде е изместено, добро, да. Ама од право ако го гледаш не е мечот исто. Затоа Uneven Sword Face. Ој, Сен Луис, Skyline, Тату Стомак. Ај изумри. наша мала, брат. Кармен. Да, Кармен. Зашто има згради. Овој код Симпсонс згради. И до сега добар избор има. Нешто може има покривано овде или Може му е мало тоа. Овде? Овде нема нигде покрива. долу. Едино овде ако има Да, нешто. на појас. Майк Джексон, чеспис. Овде гледаш воопшто Не татуажи. ишто не се. До сега се сите шитат. Арил Ноков Емгрегор. Да, Ноков Емгрегор уствари демек слично. Добро, он има горила награди традиционно слично завршува, мислам дека со Добро, ова не е црвените. лошо нешто, да. Да, ама Пора поентата штркали се е кај- Ноков дека го ископирал. Ама Има ли тука некоја не- реализам колор на левата рака негова, така? Ова од тебе? Кркор. Wellington Вау. Tournament, Cross-Site, Lion Chestото. Зашо Ова Cross-Site? е нешто невидено. Ова е Cross-Site Cross-Site изгледа дека очите му се Како се Жениците- како се вика Шашли. на англиски се оградувам? шашмина. А? Како се вика на Не англиски? знам се- зашто. Дечки, јас се оградувам Да. од мислењето. Добро, зениците да јутнале. Опа. Идеме. Што вика тука? Гучи. Ау. Луис Витон. Вакво нешто имаме коментирано со Луис Втор Витон. пат рака гледаме помаше вакво цел. нешто, да. Па вајде спонзорите му се. Еј, сега треба да покривам иначе еден со Луис Витон, исто вака А од кај има Гучи на стомако? Да. Каде бе Гучи? Да. ова да не. Да. Да, ако беше Околу има вес. по плечето. Брендовите милени си ги ставил. На него, ајде. Добро, и кај нас го прато Rolex, Круна, знаеш. Имам Rolex да Масерати. да. О, би изгледа Free мене Spirit окей Free некако. Spirit на грлото. Free Spirit на не бе брат, значи си пишува на што да обрнеш внимание. Виде Free Spirit Road. За ова збориме сега. Free Spirit. Окей, мене ми изгледа Брат, окей. може да стаи Добро, не е некој ова летеринг, лошо, да. калиграфи, Ама не е нешто лошо, такво. бе, зашо? Не е лошо, Добро окей да биде изгледа. читливо од далеку. Чли- Да. биде Да, читливо, читливо, така. клин, така, што знам. Стаја го ти се свиѓа, Окей ајде ми да изгледа. изгледа. Добре. Ајде зумире да нема нешто Вау. горе? Да Damage. Damage. Немам име и презима. Добре, ова е она Како шијано. Шијано Стич. И доста се популарни сега тие последно време. Да. Си ги видел и ти сигурен. Зашто бе што ми се свиѓа тоа како стил, стана Добро, тоа има силово три татуирање. стил, да. 3D некој што Да, дури со лузни, конец онака да, зима трилови шијани, правди, да. да, топ. Овој можда го почнал тој стил, можда овој е Да. го измислил тој стил. The most uncomfortable looking tattoo ever. Зашто? Ајде, можда, да. Едно го гледа овде, друго овде, брат. Овде. Очите, леле, да. Да. Еј, види кој го има овој Сонџоку. Рака. Можно е. Да. Ајде дале. Ама и нешто има покривано, онде Да, гледаш гледаш, на некои града. така- Градата има, да. Ми вида лока. Ево, Line in the е, face, топ. that's... Не, до сега. истац. Ја знам де тоа живеа. И јам правено истата иначе. Кога почињав. Ова е Warhammer добро, ова не е ни завршено, победа. ама до сега не е добра, да. Што е клавир? Не бе, Warhelmet оклоп. Штит. Ами на вратов. Не, не, А, како а ние ова- Штит, што е се армор, тикнува, армор, да. штит. Не е клавир, Warhelmet. Личи малце Штит. ко перде така. Па личи, да. Кравати. Завес. Завес. Клавир. Кравати. Ајде дале. Ало, Антони Смит. Значи сите му заврши, добро, ајде. Има трайбл на раката, има мандала испод гради Многу Риана лошо Вајд. видео каков е. Ама- Ама раница левел. Види ова тука прво што си стел пај, тука ќе ставиме ова.
Океј. Infinity. Нема некој што го нема Infinity. School desk. Ај, Чекај, што school desk? Ах. Честатус. Овие, знаеш, Цртките? цртките како Како затвор, колку денови која бројат? Да, како ќе одбројува нешто. Ако бе Што, добро номад? значат. Номад, што беше номад? Free Spirit, тој што шет Сам, сам. да. Да, дом. Дом што Бајкери, живее бајкери. секад. Ајде. Камперски. Да. Болтман. Добро, тоа е сленг. Ке што Балдмани. брат, мислев дека е вистински за Не, до сега лоши сите. многу добро направи. Нема никој, Еден немаше добра. никоја позната Илуминати личност. има Што човек, кажа, бро. немаше. Илуминати има човек. Не мора значи дека Illuminati, тоа е All Seeing Eye, тоа го има и на доларот го има, да. Толку се изла. Ништо тоа. Никој од Интересно, познативе личности нема некој Ајде, топ сега. левел на квалитет на тетоважи. Како го гледаш тетовирањето за 10 години? Индустријата. Зборавме нешто кола, дали мислиш дека ќе прогресира у клиентела, дали ќе падне? Во Македонија или општо? Па двете, ама ја кажи Македонија зашто ти рече ќе се вратиш кај да. Да, па општо во светов моментално има рецесија и се сеќава сегде и во Европа и во Америка, вака како што слушам и како што имам комуникација со некои колеги, исто и кај нас. Али мислам дека е период кој што ќе помини сега и моментално и со војни и економијата општо има инфлација голема. Мислам дека е период, али за 10 години можеби ќе има повеќе артисти отколку сега, али самата Работа ќе ги отфрли како што самата зборавме, индустрија само ќе ги квалитетот ќе отфрли, останат. ќе остани квалитет и тој што Така. ќе тера со квалитет, ќе и Ќе кој си што ќе опстане, биде ќе- упорен, издржлив, Истраен. ќе остани, да, ќе остани на крајот да си работи и секош да има работа. А тоа што не чини, тоа што нема квалитет, секош ќе самото од себе ќе се Да. изфрли од индустријата. Така јас мислам. Што би му препорачал на некој што сака да почне со оваа работа? Што ќе го гледа подкастов, сака да Па знаеш тетовира? како, ние почнавме како ние што сме сакале. Ние можеме се да му кажеме на некој како е правилно и како треба, ќе му биде потешко отколку ние што сме почнале, мислам, пошто има некои други бариери, знаеш, не секој сака да сподели знаење, да сподели. Да. Али YouTube. ако сака да почни, прво да дознаеш што Дали го сака тоа? што се предностите, што се недостатоците на таа работа, да види прво дали може, дали сака, дали има амбиции кон тоа и пред се да има основа, не дека е морално и дека треба, ама ако ти немаш фатено молив врака никогаш, ако не си нацртал нешто, а влегуваш во оваа работа мотивиран од пари, ти нема никогаш да бидиш левел на артист кој што ќе живее убаво, кој што ќе биде познат, кој што ќе заработува, кој што ќе биде ценет, туку секој ќе видиш некој што тетовира и ќе Или што некојаш ќе се работиш, бавел со ќе вадиш тетовирање? пари, нешто може повеќе од некоја просечна плата, али ти никогаш нема да видиш некој, Да искочиш од просекот. да. Секој ќе видиш што викам јас на некој левел на тетовирање пеперутки и толку. Секој со своите амбиции. Точно така. Комфорт зона. Ако немаш желба Као и гледаш, време да, да да. посветиш од живото, да се усовршуваш константно, само ќе тапкаш место и некош може и ќе бидиш кафе муабет за некого, цел на подсмев, цел на исмевање, ако не си добар, ако си лош, пошто одма се сеќа некој што е само за пари тука, а нема квалитет. Затоа е најдобро да се посветиш не мотивиран од парите, туку да се посветиш на квалитет, на да се издвоиш од другите, да направиш нешто што ќе те издвојува од другите. Ако некој се одлучи да се тетовира кај тебе и да потроши пари од буџетот за кај тебе да се тетовира, да има зошто кај тебе иди. Да му причина. Да. И затоа и некој кој ќе рече нема работа, пример Пајџа. Тоа е до него? Да. До тебе, Тоа до е- тој што го тоа- кажува тоа.
Знаеш како, не е секош до него, али До него е скроз. прво и пред се во животот треба да си оклајме прсто на умо, Така е, така. Да се запрашаме да се зашто е запрашаме тоа така. себе си зошто еве јас немам работа, а друг има. Мм. Што е тоа што го издвојува него за да тој има, а јас Така. немам? Што треба јас да направам за да имам како тој што има? Да. И нормално, без разлика ние што сме долги години имало и пред нас, и ние сме долги години во И ова после работа. нас. И после нас ќе имам, а тоа не значи дека некој треба да се обесхрабри да речи каде сега некој Нема, тетовира просто 20 години, Со кај овие мене, се такмичам да, кај до- мене ќе иде. Нема врска, ти работи си за себе, ако ти постигнеш квалитет. Како што рече, ти има артисти што во 2-3 години има топ левел квалитет светски. Има некој 30 години е во индустријата, Тоа не може. уште тетовира треболчина, текстчина и слично нешто. Значи мора посвета и мора Жртва. да имаш една цел зацртано што сакаш ти и до каде сакаш да постигнеш. Ти можеш да постигнеш многу, ама сето тоа бара жртва, дали време, дали Фамилија, пријатели, фамилија, да. сам себе. Реално исто како што зборувавме за беве и за подкаст снимање, јас пример ова не би можел да го работам. Маркетинг, јас во своја работа не посветувам многу освен направите тоа важа и објави. Али да тргнам јас кон таа цел да бидам маркетингшки добар, испромовиран, популарен по социјални мрежи, тоа се тоа одзема време, Да. знаеш, склопување видеа, Мм. цело време активен, цело време контент да вадиш. Не, и така немам слободно време многу Да, и капирам. уште тоа да го работам, кај ти се Ма дали фамилија, сакаш деца. воопшто? Дали си И, тоа да, ти? и воопшто не ича. Јас Има- себе си не се гледам Така дури да, ни, тоа, ни да тоа, имам тоа. големо студио да менаџирам други артисти. Мм. Пошто то го гледам, еве пример, еве во Германија го гледам како изгледа. Ти имаш колку повеќе артисти, немаш само да му најдеш работа нив. Ти му го менаџираш и живото, одмор кога Така. сакал, кога можел да дојди, кога сака слободен ден, па ако имаш гости да му најдеш Сместување. смештај, да му најдеш работа, па да му објасниш на муштерите. Доварба, Да, зошто кај него, зошто треба него да го одбера. Сето тоа да го менаџираш ти и да имаш нормален живот, ако некој го постигнува тоа, секоја му чест. Јас то себе си не си го ни посакувам. Јас едноставно сакам да си бидам артист и да работам. Мораш малце маркетинг, али се дури е вака, сум задоволен. Кон тоа немам амбиции. Али имам амбиции да имам квалитет, да имам Нормално се добри прогресира, татуажи. да не се стои место. Дали мислиш дека тетовирањето светски е сега максималниот реализам што постои или еве за 10 години, дали ќе се разликува тетоважа квалитет за 10 или сега? Дали максимумот мислиш поставен? Мислам дека се достигна максимумот на Што поише? што е технички. Технички за тоа зборам, технички дизајн нормално ќе се измислува као Да. стич, као стич што Стил, спомнавме стило и дизајни ќе се менува Секогаш, секогаш, што нема секогаш ќе представа. излегува нешто ново, али од технички аспект мислам дека тоа што е возможно да се направи веќе достигнато. Зашто еве да спориш пред 10 и сега има разлика. А Да, дали да, да. сега и за 10 ќе има разлика? Па мислам дека не, пошто веќе сите портрети што ги гледаш, еве ако е тоа нешто До фотографија, до А хиперреализм. што го почнат да прават? Пошите тоа да се Не, ги знаеш оние импланти што ги ставаат внатре тука како рокчиња. Па да ти им сакаше изгледа, такви да тоа е ставиш. веќе демонизација. Ти сакаш да такви Замисли, ставиш. замисли такви да почнат да ги нешто да Па има, Па има, како се викаше, scarification. Шкарификацијата. Да. Сум Исто сум тоа да, што татуажа сум гледал на совршено, конвенции да со се импланти, со рокчина, со Е, обоени белки, со тоа е веќе демонизација, веќе тој не личи на човек, носо пресечен, нема нос, јазик Абе, разделен. до еден сега видов раката стигнал до степен на раката да се исече за промена на Ушите, тело. уши. Сам здрав жив, се е окей, раката да се ампутира само за промена на тело. Уши нема исто, нос Да, нема да, ништо. го чува. Тој не личи поиќе на човек. страшно. Али во секоја Секој тоа работа сака има да. луѓе што сака да пре Но максимумот тоа, екстрема да граница. претера. Да, да, да. тие се исполнува со тоа. Ама тие- не знам тие зашто на го таков начин се поврзуваат. истекнува. Зашто го поврзува тоа со тетовирањето, не ми јасно.
Не треба едно Па. со друго да идат. Или зашто се тетовирани можда тие ликови. Добро, знаеш, од секој одело тетоважи и пирсинг. Да, ма еве на конвенции светски има некои стварно демонски ствари што ги прават ритуали на бина, нели? Што не се прикладни. Мислам дека Са, тука тоа е ствараме останато од уметност. самите почетоци. Да, моје мислење е дека тоа малце треба да се промени. Не зборам пол денс, тоа све е кул, ама има стварно демонски ствари и ритуали што ги прават на некои конвенции и усвои. Или овие што виса на алки. Тоа ти зборам. Да, тоа Висат на образ кука фатена, Да. вис и конвенцијата тетовирање. Ние тука ствараме уметност. Не ми иде некако едно с друго, моје мислење. Јас еве сум одел на многу конвенции така и реално пошто немам тетоважи вака видливи многу, освен кога сум по кратки долу. Изгледам како да не припаѓам во тој свет, свеќаш. Немаш ти пирсови ништа. Не, али во сега одиш на конвенција и гледаш што викаш такви со импланти и то дури го сметам дека а јас што не изгледам дека сум дел од тоа, ама гледам дека ни тоа не е дел од тетовирање во Да, па тату тоа зборам, индустрија, тоа зборам. Се сложувам со тоа. И сум против некои работи. Тоа е Поише речем, би ми идало, не знам, на бината да има спреј, работилница, графити да се прават отколку да, нели, друг начин на интерпрет, што тоа го сваѓам. пример Тоа е графити на кола, графити тоа е ентертеймент, на кар бината. шоу, да. Кар шоу имаше и кај нас сега. Пејачи, Тоа е да. ентертеймент. Може на друг начин ентертейментот да се најде, да се направи нешто. Се сложувам со тоа и Јас, јас тоа е. не ми се бендисуваат. Имаш ли нешто да кажеш, да соопштиш на крај што не те прашавме, што сакаш да кажеш? Не знам, прашај ти, јас немам свое нешто што би издвоил, што ти ако ти тежи нешто на душа да кажеш. психолошки. Да. М, Некој ако ти има сгрешено да го Не е далеко од тоа, се со шалам. никој Не, не сум да замерен со соопштиш никој. нешто ако сакаш. Или нешто ако сакаш да се навратиме да позборуваме некоја тема што не Стварно не знам, единствено само би поздравил се што некој вложува, пример еве како вие Фала со ти, тату подкаст, со конвенции исто последнава што беше во Скопје. Дај Боже да се направи повеќе и низ цела држава и да се обрни внимание и на другиве делови од државава. Не знам Општо друго. сцената да се Единствено што добро. Како некој што живее не во Скопје, надвор од Скопје, во друг град, се сеќава дека е како и во се во држава, дека е сето само во Скопје, само во Скопје. се сеќава или се осеќа? Сеќава што е? Се Сеќава. Се осеќа, Се- тоа е осеќа. да. Добро. И се Дека надевам е дека може фокусот и у во Скопје. Прилеп некој ќе организираме нешто такво, па да се Да, промовира зашо не, малце еве, индустрија. Тоа зборам со време у графити. Графити не е фокусот у Скопје, графити фокусот у Куманово, Да. брат. Има графити фестивал што се дешава Затоа неколку велам зошто не и во поред. Скопје, зошто Така е. не и во други градови. Треба да имаме Еве арт фестивал се дешава у Битола, Акто. Го знаеш, си чул? Да. Секоја година Треба да 15 има година поред. заедништво поголемо во држава и поиќе да има дружба и респект едни кон други, пошто реално ние сме големина на држава колку Белград. Така е. Ни И помалку. сега да тера некој, не мислам на никој конкретно, си правиме само генерално муабет, грдо е да има его, да се издвојува, Кај сме малце? да не се респектираме едни со други, пошто и реално ние сме малце, а другите се многу. И Ние треба да се бориме против али други. поддржувам сето што ова што се случува последниот период, еве и подкаст и конвенции, се треба да има се поиќе и поиќе и да се промовира тетовирањево како нешто друго, а не како што е стереотипно сватено од порано дека тоа е робијашки Ова или се кажа знаеш, порано. да не навредам Не, некој. беше така. Тоа е. Треба Се трудиме, поинаку, фала ти на поддршката. Фала ти на одвоеното И на- време. да. Денеска Фала е и на вас. 12 јануари, има многу снег. Многу. Дојде од Прилеп да ни испочитува. Се полека. надевам, на какво Полека време вози идам, сега гледај. назад. Време о хаос. Мислам убаво се тоа снег А и прилово за одлучив прв гледање. пат да се појавам нешто да на социјални мрежи да зборувам, а не Сега сум многу бункер фан да на тоа. беше. Не. Не сум многу фан, никош не се снимам да, се самиот спомнам. да зборувам нешто или да презентирам. И
Затоа и снег заврна денес. Да. Се надеваме ти беше окей дружбата. Супер, фала ви уште еднаш. Фала на Па се Тоа надевам што некош и во се гледаме. Да. Тоа е тоа, брато. форма ќе се подружиме. Фала Ова на на сите сите. дечки притиснете лайк, subscribe. Еј, да, немаме кажано никад да И стават. звончето, subscribe. стај се Знаеш сигурен. дека? Не знам дали треба јутуберски тоа. Треба да кажуваме. Па треба ако се така и у старт. На почеток. Како вика, Subscribe-те се на Нашиот канал. каналот. Не аварс, хајде, како сакаат, ако сметаат дека треба да се субскрајбнат, нека се субскрајбнат. Тоа си е нивна работа. како вика, драги црни, Како е? лајкујте и субскрајбујте. Да. Ајде. Чао. Чао, чао.